Почитувани, завчера во Македонија се случи настан кој не е виден не само во Европа, туку и во најнеразвиените земји во светот. Група од партиски функционери на владеачката ДУИ, начело со Беким Незири, инаку инспектор за контрола на летање и близок соработник на директорот на Македонска навигација, председател на огранокот на ДУИ во Чаир и човек кој извршувал високи државни функции, упаднаа во една од најзаштитените објекти на државата МНАВ и физички при тоа ги нападнаа контролорите на летање, кои во истиот момент израшувале сложени работни задачи, од кои зависат и јадници животи. За време на насилниот упад биле физички нападнати повеќе лица, а еден од нападнатите бил удрен од позади, пошто истиот паднал врз апаратурата со која се контролираат авионите, кои во моментот биле на македонското небо. Како што дознаваме, неофицијално, во моментот на насилниот упад, во македонското небо се вршеле прелети на околу 40 авиони, а 2 авиони, од кои еден бил на сериозна авиокомпанија, при тоа кружеле над Скопје повеќе време и чекале дозвола за слетување. Во текот на денот имало и 2 слетувања на НАТО воздухоплови на аеродромот во Скопје. Да биде трагедијата уште поголема, во упатот учествувало и самото обезбедување, кој има задача да го штити објектот, но очигледно тоа не се случило, туку овие лица играле улога на поддршка на насилниците. Името на Агенцијата за обезбедување е озогласената кичевска фирма 2SS, која има промет од околу 3 милиони евра годишно и е позната по милионските тендери, и тоа посебно во институциите кои ги раководат кадри на ДУИ. Па така на листата на институции кои ги користат нивните услуги се следните: АЕК, ЈП државни патишта, Скопската градска болница 8 септември, како и Археолошкиот музеј, Музејот на Македонија, Здравствениот дом Кичево, Државна лотарија, ТИРС Кичево и Струга, Клиника за генеокологија, Фондот за здравствено осигурување, Општина центар во делот на училиште и градинки, Клиника за хематологија, Скопската клиника за кардиологија, Управата за заштита на културното наследство, Агроберзата, Општина Струга и многу други, односно, накратко секаде каде ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз се на власт. Дополнително, уште еден бенчмарк исполнет од Европскиот фронт СДС и ДУИ е фактот дека тепачите од македонска навигација беа пуштени без притвор. Скандалозно е што насилниците по извршениот упад во МНАВ и делењето на шамари и клоци судот ги пушти без притвор само со мерки на предпазливост. Во тие мерки, во соопштението, не се наведува дека им е забрането да одат повторно во институцијата, каде извршија кривично дело, што значи дека тепачите на ДУИ, подпомогнати од СДС, можат во секое време да го повторат делото. Почитувани, овој страотен настан, според голем дел од експертите, е терористички акт, а во најмала рака представува кривично дело за грозување на безбедноста на воздушниот сообраќај, за кое според кривичниот законник предвидена е казна затвор од 5 до 10 години. Извршен е насилен упад во МНАВ, кој е објект на критична инфраструктура, и било загрозено небото над Македонија, која патем е НАТО членка, а со тоа било загрозено и европското небо и животите на јадници и патници, како домашни, така и странски, кои во тој момент се наоѓале во авионите. Министерството за внатрешни работи, како и секогаш, во овие 7 години, во кои Оливер Спасовски е министер, е само нем најблюдувач. Се до моментот кога македонската јавност ќе направи огромен притисок, па дури потоа доцна се реагира, а како резултат на тоа 4 лица од групата се уште се во бегство и не се достапни на органите на прогонот. Затоа ова не е европска коалиција, ќе одговара европски. Имено, една од првите одлуки по преземањето на институциите и Министерството за внатрешни работи ќе биде одговорност пред законот без исклучок на сите вмешани во овој сериозен меѓународен скандал. Ова ли е европската агенда на ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз? Ова ли е начинот на кој ќе ја внесуваат Македонија во ЕУ? После ваков невиден настан, непознат во Европа и светот, мора да следат оставки веднаш, од врвот па надоле. Одговорност мора и ќе има. Никогаш не било полошо, време е да ги поразиме.